Продолжуваат интензивните активности од канцеларијата на референтниот центар на Жан Митрев клиника од Охрид, во соработка со Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Денеска се одржа интерактивна работилница за тајните, склоностите и убавината запишани во човековиот геном. Работилницата ја модерираше Татјана Ристова Димова, психолог, психотерапевт од референтниот центар од Охрид, во соработка со доктор Елеонора Лазарова, специјализант по неврологија во Жан Митрев клиника во Скопје, која по презентацијата одговори на дилемите на присутните на оваа тема. Посетителите на интерактивната работилница имаа можност да ги споделат своите искуства и да добијат информации во врска со некои прашања интересни за нив. Денес бев присутна на една интерактивна работилница која што е во соработка со Сдруженијето на пензионери и референтниот центар во Охрид, каде што зборувавме за една доста актуелна тема. Тоа е патолошкото старење, односно деменцијата, наспроти она физиолошко или нормално старење. Исто така зборувавме на темата на акутен мозочен удар и што да направиме кога има некој пациент симптоми на акутен мозочен удар. Во нашиот клинички центар во Скопје ние имаме центар за мозочни удари, каде што пациентите ја добиваат соодветната терапија доколку се појават во една временска рамка во која што може да се направи многу. Во склоп на денешната работилница, јас сум многу задоволна затоа што имаше многу интеракција со пензионерите, односно многу заинтересираност околу самата тема, како и нашите препарати кои што се во склоп на Филафарм, еден од нив е исто така и Ортомол Ментал, за кој што имаше многу голема заинтересираност. Се надевам во иднина ќе имаме многу вакви едукативни настани, каде што граѓаните, односно општата популација ќе може да се запознае со одни теми кои што се доста чести во нашето секојдневие и за кои што реално треба да се знае многу. Денеска, на мое задоволство и на гостите од Жан Митрев клиника Охрид, референтниот центар на Жан Митрев клиника во Охрид организираше во соработка со Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца интерактивна работилница која што се однесуваше и чија што главна тема беше со содржини кои опфаќаат превенирање, детекција и справување со сите симптоми кои што всушност упатуваат на забалување на мозокот, но се задржавме со фокус да направиме се за да придонесиме со нашата активна грижа да го оставиме нашиот мозок во функција и здрав до крајот на животот. Во пресред на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, би сакала токму од Охрид, од канцеларијата на Жан Митрев на референтниот центар во Охрид, да испратам честитки и да посакам: чувајте го вашето здравје. Здравје за сите и со доброто да го победиме злото. Тоа всушност е и пораката на победата на животот над смртта, тоа е воскресението и со право нема да ми забележите ако кажам дека оваа порака ја упатувам до сите луѓе од престолнината која што честопати е заменета со реченицата Охрид е вториот Ерусалим. Денес можам да кажам дека имавме убава средба и дружба со хриѓани и нормално луѓе од Дебрца во Сдружение на пензионери на тема мозочни удари и деменција. Секако овде нормално е вклучен ортомолот како производ, бидејќи палетата ни е зголемена во самата наша веледрогерија. Имаме Ортомол Ментал, кој што е конкретно за концентрација, меморија, когнитивни функции. Тоа е баш за оние пациенти кои што имаат проблем со деменција, постмозочни удари, па и нормално луѓе кои што тежнеат на таков проблем, да кажеме. Ортомолот Ментал во состав интересен, бидејќи содржи внатре Б-комплекс, B1, B2, B6, B12, С витамин, Д витамин, Е, гинко билоба, што е многу битно нормално за оние пациенти невролошки. Бидејќи Ортомол Ментал веќе ни е доста разработен на ниво на цела држава, овде во Охрид може слободно луѓето кои што ќе го побараат, може да го пронедат во Виафарм, во аптеките Виафарм, Мерифарм, Зегин,
Така што денес сме задоволни како представници на Жан Митрев клиника и јас како представник на Филафарм од интеракцијата со луѓето кои што беа присутни. Имавме доста интересни теми кои што ги отворивме, кои што ги засега 90% од луѓето. Заклучокот мој е убав од денешниот настан, па се надеваме на следна прилика да се гледаме пак.